Од почетокот на мај не се обраќа патничкиот воз на релацијата Скопје-Кочани и обратно. Поради тоа, учениците, студентите и останатите граѓани од источниот дел на државата не можат да ги користат железничките услуги. Патниците кои не се информирани за прекинот доаѓаат на железничката станица во Кочани и бараат билет. Принудени се, наместо со воз, да патуваат со друг јавен превоз, што ги чини нешто поскапо. Неколку денови поред тие доаѓаат на билетарницата, но добиваат одговор дека билети не се продаваат, бидејќи патничкиот воз не доаѓа. Вработените на железничката станица немаат информации која е причината за тоа, а дополнителен проблем е што нема ниту известување за патниците кои ги користат неколкуте стојалишта долж пругата. Патувањето со воз е поевтино, но и посигурно во поглед на почитувањето на мерките за здравствена заштита од пандемијата. Според официјалното известување од Акционерското друштво за железнички транспорт, релацијата кон Кочани не е опфатена со измените во возниот ред поради полицискиот час. За возовите 660 и 661 и понатаму во важност е актуелниот возен ред. Цената на повратен билет од Кочани до Скопје изнесува 398 денари, без попустите за одредени категории патници. Како причина за прекинот на патничкиот транспорт по единствената железничка линија кон истокот, од предпријатието го наведоа дефектот на локомотивата, чие сервисирање би требало да заврши до крајот на месецот.